Добро вечер во 24 анализа. Во втората половина на мај, представници на интернационалната организација Евротрансплант треба да ја посетат Македонија и да кажат имаме ли шанса да влеземе во мрежата за размена на органи и наши граѓани на кои што ќе им бидат пресадувани на наши граѓани, но и кои се условите за да правиме трансплантации во приватните болници. Која е реалната слика? Кои се нашите потреби како држава? Ке има ли шанса за живот на луѓето кои што имаат потреба од пресадување на органи? Постои ли можност од злоупотреба и можна трговија на органи во приватните болници? Гости во студиото се професор доктор Стојка Нацева-Фуштич од Клиниката за детски болести, доктор Маја Мојсова, раководител на Карел, Клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување, доктор Елена Зафировиќ, абдоменален хирург и субспецијалист за трансплантација на Кембридж и доктор Игор Николов, нефролог, само толку сакавте да не представам. Интересно. Добре дојдовте на сите. Пред 2 години на сега 21 годишната Ангела во Виена и беа пресадени бели дробови, бидејќи незините откажуваа поради болеста цистична фиброза. Ангела сега живее втор живот. Јас и мојата колешка Ивана Стојкова ја најдовме на кејот на Вардар како џогира заедно со незиното момче. Да го погледнеме прилогот на колешката Ивана Стојкова. За никого последна воздишка, за неа нов живот. 21 годишната Ангела од Скопје диша благодарение на непознат човек кој одлучил да ги донира своите органи. Таа веќе 2 години живее со пресадени бели дробови. Трансплантацијата ѝ била извршена во 2016 година во Виена. 2 години потоа Ангела, како што вели, живее нов живот. Нашата екипа се сретна со неа на кејот на Вардар, каде таа речиси секој ден доаѓа за да трча заедно со незиното момче, кој дава поддршка во се што прави. Сега имам нов живот. Мислам, никакви препреки нема. Можам да правам што сакам, трчам, да возам велосипед, да шетам нормално. Не сум врзана цело време на кревет или во болница. Аз претходно бев на 2-3 недели во болница. А тоа малку што го шетав беше кога сум во најдобра ситуација. Така да Се чувствуваш? Сега се чувствувам одлично. Возам велосипед, трчам, дома исто така правам вежби. Тоа е многу битно за одржување на новите бели дробови. Значи тоа е најбитно сега, да се што е можно поголема активност. Уште од раѓање и била диагностицирана цистична фиброза. Болест која напаѓа повеќе органи во човековото тело, а најчесто, како и во случајот на Ангела, ја отежнува работата на белите дробови. По 16 години борба со оваа болест, здравствената состојба се влошува. Единствена шанса за живот се нови бели дробови кои треба да бидат пресадени во незиното тело. Мојата влошена состојба не траеше неколку месеци, ни година, траеше неколку години. Кај што решив дека сакам да сменам. Гледав на интернет некои интервјуа, некои клипчиња од веќе трансплантирани пациенти, си изненадив дека има голема успешност. И потоа се разговаравме со мојата докторка, она рече што си ти решена дека сакаш тоа да го направиш. Јас ќе стварам контакт со болницата АКХ во Виена и ќе видиме што може да направиме. На само 19 годишна возраст Ангела заминува во Австрија, каде треба да ѝ биде извршена трансплантација. Радоста е голема, добива нова шанса за подобар живот, но и неизвестноста дали и како телото ќе прифати тук орган. Сепак Ангела не се откажува од борбата за секој нов стив. Има верба и во мојата докторка и во мојот тим кој што ме лекуваше тука и додека траеше тоа чекање. Аз имав многу пати се влошував и бев во крајна ситуација. И секогаш тука беше мојата докторка која што во секоја ситуација знаеше што ми треба и што е најдобро за да продолжим понатаму.
Кога крајот раѓа нов почеток, а хуманоста живот спасува. Органодарителството според Ангела е многу важно да се поттикни во Македонија. Таа не знае кој е човекот кој подарил нов живот, но благодарна е што постојат луѓе како низиниот донор кои спасуваат животи. Донирањето на органи е на високо ниво во развиениот свет. Кај нас е тоа многу ретко и затоа нема секој шанса да добие шанса на втори живот. Особено на овие болни со цистична фиброза, има ова некако, мислам, единствено решение и кој што понатаму би требало да се реализира повеќе. И покрај предизвиците и препреките, Ангела продолжува храбро да трча по животната патека. Желба е шансата за живот што ја добила таа, да ја имаат сите на кои им е потребна трансплантација на орган. Сакам да кажам дека многу е битно во нашата земја да се поттикне донорството, затоа што со донорството можеме да спасиме не еден, туку повеќе животи. Ете, ја видовме Ангела, видовме колку е среќна, како го живее својот втор живот. Докторка Фуштич, вие ја лекувавте Ангела од малечка, вие го направивте тој линк, воспоставивте врска. Како успеавте во сето тоа да влезе на листата за трансплантација? Колку време ви беше потребно? Да, не беше тоа баш многу едноставно. Значи, Ангела е пациентка на клиниката за детски болести од своја најрана возраст, дијагностицирана е на 2-месечна возраст, уште тогаш со многу тешка пневмонија, во една малнутриција, подхранетост. Дијагнозата е, како што реков, поставена многу рано. Уште во дојнечка возраст она има, да речам, многу чести екзацербации и влошувања на белодробната болест. Значи, пациентите со цистична фиброза може да имаат многу различна прогресија на белодробната болест и таа не зависи само од нивната, да речам, генетска основа, туку и од други фактори, вклучувајќи инфекции, од други модифицирачки гени кои влијаат на инфламаторниот процес. Значи, она имаше многу изразена инфламација од многу рана возраст. Она што беше неповолно, што во еден период, може би не многу долг, меѓутоа за таа болест многу долг, од 2-3 години ја изгубивме од контрола. Тоа е, да речам, ситуација која се среќава кога родителите не се психички подготвени да ја прифатат болеста, кога бараат други алтернативи. Така да она повторно доаѓа кај нас некаде на 4 годишна возраст, кога веќе има напредната белодробна болест, кога веќе има изменети бронхи, развиени бронхиектази и кога и во една доста подхранета состојба. Значи, со сите оние медицински, мислам, можности што ги имавме, секако незината состојба се стабилизира. Во текот на времето, посебно од кога полмозимот, тоа е Дорназа алфа, еден лек кој влезе на позитивната листа некаде 2008 година, и така да и доста и олесна во незината, во стабилизирањето извесно на белодробната болест. И како што кажа, од 16-та година се влошува? Некаде 2011-2012 незината болест оди доста прогресивно. Така да, ние веќе, негде може би крај на 2013 година, она веќе е на кислородна поддршка, бидејќи белодробието е толку засегнато, што не може размената на гасови да се одвива соодветно. И веќе во тој период, 2013, во почетокот на 2014, почнуваат разговорите за можна белодробна трансплантација како единствена опција во ова терминална фаза. И како го изведовте сето тоа? Ние сме земја која што не сме ниту во Евротрансплант, ниту сме вклучени во некакви програми. Како успеавте? Значи, јас имав некоја информација дека Виена, центарот во Виена е единствен центар кој повремено прифаќа пациенти од Балканот, односно од земјите каде што нема центри за трансплантација. Мојот прв контакт со
професор Клепетко, кој е раководител на тимот за трансплантација во Виена, е уште 2009 година. Јас за една друга пациентка остварив контакт и он ја прифати да ја проценат за трансплантација, меѓутоа фамилијата, мислам, и пациентката не беа психички спремни за да го изодат тој пат, за жал пациентката заврши лошо. Кај Ангела секако кога прв пат разговарате за тоа и со фамилијата и со девојчето, она е тогаш 16-17 години, постои еден отпор, дали е тоа вистинското решение, дали не може да се подобри во текот на времето. Така да и дури првата контрола што им ја закажа во Виена, они не отидоа, рекоа ајде и летото да го поминеме. Така да првата проценка, они одат приватно таму, секако, е во септември месец 2014 година. Ние ги направивме сите потребни анализи, било да се тоа компјутер, Колку време се чекаше од како проценија дека може да се направи трансплантација кај нас? Колку време помина од таа прва проценка? Мислам дека околу година и пол. Околу година и пол, во кој имаше еден доста драматичен период во нејзиниот живот и она самата кажува кога јас се влошував на секој недела-две, она мораше да дојде во болница, тоа беше, да речам, борба за нејзиниот живот, да продиши, нешто да го исчистиме, тоа било дробие, за да ја одржиме во живот. Колку се чекаше на фондот да одобри средства? Фондот неколку пати ја одби. 120.000 евра. Значи, клиниката, детската клиника доби поддршка апсолутна, и добивме секако конзилиарно изготвување на конзилиарното мислење, баравме поддршка и од торакалните хирурзи. Меѓутоа фондот неколку пати ја одби, за да на крај сепак успееме да она да кажам да добие одобрување од фондот за кадаверична трансплантација. Значи, не беше едноставно да се стави на листа на чекање за трансплантација, бидејќи Македонија ни оддалеку не исполнува некои критериуми во однос на донорство на органи, за да може да бара органи од Евротрансплант. Меѓутоа, мислам дека ни е дадоа таа шанса за да го потикнат практично јавното мислење, дека е тоа многу значајна, мислам, опција за пациентите кога се во она терминална фаза, она што велиме end stage на болеста. Така да, некаде ние мислам дека беше февруар-март, тимот од детската клиника практично ја пренесе таму доктор Јачовска и сестра Билјана, во една состојба изворено тешка. Мислам, после првична стабилизација, ја пренесовме без интубација во Виена, така да таму остана неколку недели чекајќи за соодветен донор. Ја видовме сега како се рекреира, како џогира на кеот на Вардар. Трансплантацијата на бели дробови за сега кај нас е многу далечна како земја. Пациенти умираат поради неможноста да се трансплантираат, но не можеме да се пофалиме ниту со интензитетот на трансплантации на бубрези, тоа што кај нас беше многу интензивно се работеше еден период, замари и кадаверичната трансплантација. Што мислите, има ли шанса Македонија да се вклучи во мрежа на размена на органи во услови вакви какви што сме? Кој сака вас? За сите? Еве, јас ќе почнем. Значи, за да се добие шанса таква, треба многу да се работи. Значи, стварно сме реално на некој ќе објасниме и зошто дојде до тој застој, но еве вака сега, бидејќи најавивме дека ќе дојдат експерти, стручњаци од Евротрансплант и ќе затекнат ситуација таква каква што е. Повторно сме на некои почетоци, повторно почнуваме нешто ново да градиме. Трансплантација на бел дроб е стварно многу далеку. Ме разбирате, дури една Хрватска која што има развиена трансплантација на бел дроб не работи, значи работи само Виена, најчесто во овие простори. Мислам дека има сега еден успешен случај, ама тоа е сега во зародиш. Што се однесува до
трансплантацијата од починат донор, да, имавме една успешна приказна 2013-14, да. Во тие 2-3 години тогаш бевме препознаени дека имаме потенцијал тоа да го работиме. Во суштина, тогаш успеавме да направиме 8 трансплантации, односно експлантации од починат донор и 15 трансплантации на бубрек. Нормално тоа беше доста вака на база на ентузијазам, многу профили се вклучија во целата. Немавме некако едноставно сами се учевме како треба од она што сме биле едуцирани, секој од нас нели поединечно бил некаде едуциран во странство. И тоа беше една успешна приказна. Дали сме далеку, видете, јас не би размислувала воопшто за Евротрансплант во моментов, затоа што сметам дека ние прво треба да исполниме некакви услови. Првично, кои се тие услови? Значи, некако наопачки ја почнуваме секогаш приказната и не доаѓаме до конкретната работа. Она што денес го видовме на филмов, тоа е едно девојче со една успешна приказна после трансплантација, со убав квалитетен живот. Значи, верба во трансплантацијата мора да имаме. Прво ние изгубивме и вербата во здравствениот систем, па нели са да почнеме да ја градиме. Си ја враќаме. Да, си ја враќаме. И са верба во трансплантацијата. Точно дека ја мене лично ме прашате. Точно дека трансплантацијата спасува животи. Како ние, знаете како ја гледам сликата? Сите сакаат да трансплантираат. Јавни, здравствени, приватни, сите сакаат да трансплантираат. Не видов никој да рече, добро луѓе, да седнеме, ајде да видиме една кампања, ајде да направиме стратегија за развивање на органодарителство, ајде да објасниме на луѓето, прво на медицинскиот персонал, верувајте, на медицинскиот персонал кој што не работи во оваа област, исто имаат отпор во однос на, нели, починат донор, односно мозочна смрт, кој што е смрт во суштина. Значи, тоа да го разјасниме. И ајде сите заедно, ако сме толку заинтересирани како здравствен систем, заедно со приват, па да ја подигнеме нивото на свесност во однос на тоа прашање. Затоа што кога ќе видите ние некаде дарувајте орган, добро, ајде да дарувам, каде да дарувам орган? Во кој момент јас да дарувам орган? Нема систем. Значи, нема систем. Значи, треба да се објасни системот дека најголем степен на човеколюбие е органодарителството. Човекот кога е починат не може да одлучува за себе. Значи одлучува тогаш најблиската фамилија. Нашиот закон вика дека секој од нас е донор доколку не се изјаснил во текот на животот дека нема да биде донор и тоа да биде заверено нанутре. Значи, во суштина кога ќе речеме дарувај орган, тоа значи дека после мојата смрт јас ќе дарувам. Било кој од вас сте кажале на вашите фамилии за еве оставштина некоја дека например мојата фамилија знае мојот став каков е. Да, доколку се случи тоа што ќе се случи, слободно донирајте се што може да се земе. Зашто јас не ја гледам потребата да органите си ги чуваме после смртта, мислам за кого се тие, за каде се. Значи затоа викам дека почетокот е тој. Јас не сметам дека утре ние треба да трансплантираме. Јас сметам дека во наредниве 4 години, ако успееме да трансплантираме, тоа е успех за нас, верувајте. Али со самото тоа што ние ќе изградиме системи, со самото тоа што ние ќе ја подигнеме свесноста во однос на ова прашање, ние работиме и со тоа ќе бидеме препознаени од Евротрансплант. Да го кажеме као нели нешто се зборува сега дека Евротрансплант. Има земји кои што воопшто не се во Евротрансплант, а сосема добро функционираат. Мислам нека колешката тоа. Не само што немаме систем, туку постои стравка и луѓето починал, дали му се сите органи тука веднаш прво прашање на семејството. Интересна е психологијата, значи тоа е еден начин, ја можам да кажам една филозофија на живење. Ме разбирате? Едноставно пациентите да може да се сеќат кога се на хирург кога ќе дојдат, нели кога мора да се оперираат, може да се сече пациентот. Но кога се работи за после смртта, тогаш има некој уплав во однос на има строги регулативи листи во кои што се знае точно што се вади, за што подпишува фамилијата. Не секогаш за секој орган ќе подпише. Значи има и такви формулари, во кои што да, ние ќе дадеме бубрези и црн дроб, срце не сакаме да дадеме. Зашто така одлучила фамилијата. Значи има многу опции, али во однос на нашата свесност како граѓани, како една општествена одговорност, како една човечка одговорност пред се, да спасуваме животи. Не се работело. Иако и ние медиумите во еден период многу помогнавме и се потрудивме. И тоа некако се замри. И веројатно ќе треба повторно со ваша помош да ние тоа повторно да го промовираме. Доктор Николов, што треба да поседуваме, кои услови да ги исполнуваме за да можеме да тргнеме? Вака, ја прво би сакал да кажам дека овде имаме една
навистина трогателна приказна која е за поздравување. Почувте девојчето кажа, можам да правам што сакам. Тоа е голема радост за докторите да нивните пациенти можат да прават што сака. Посебно нашите пациенти кои што се на диализа, кои што ја кога се вработив на клиника за нефрологија беа 900 вкупно во Македонија, сега се 1400. Тоа е значи 10-15 години. Бројот се зголемува, тие чекаат со надеж дека ќе дојдат наред за трансплантација. Така е, редовно правиме обиди за развој на систем за трансплантација и тие обиди секогаш завршуваат на обиди. Последниот обид беше 2 години пред таму 2013-2014, како што кажа доктор Маја, кој што беше прилично на база на ентузијазам. Сега вие спомнувате контакти со Евротрансплант, ние цело време ги имаме контактите со Евротрансплант и тоа е за поздравување. Евротрансплант ќе дојде, ќе види и ќе си оти. Ама сега имаме некои големи надежи, бидејќи од Министерство се најавува, ќе дојдат. Сакам да нагласам дека трансплантацијата представува систем кој што систем му треба континуитет. Не може трансплантацијата да почнуваме секој пат, сега пак ќе почнуваме ние од јово на ново, а сме имале нешто кое што почнало па застанало. Ние тоа почнатото треба да видиме зашто застанало, како застанало, кои се причините за застанување и сите тие недостатоци да ги отклониме, бидејќи Евротрансплант за да нас не прими во нивниот систем, тие бараат да имаме 8 до 12, мислам, има бројка, до 12 трансплантации 13 на милион жители. Кадаверични зборуваме, така. Значи трансплантацијата, кадаверична, не жива трансплантација. Живата трансплантација представува не систем, тоа е договорено. Се договараме кога ќе биде оперативен зафат, роднина дава и готово. Организацијата и организираноста на системот се гледа врз основа на кадаверичната трансплантација која што представува една круна на организираност на еден систем. Системот мора да има континуитет. Како се прави континуитетот? Континуитетот се прави со тоа што се планира кои институции, како што кажа доктор Маја, кои институции можат да бидат потенцијални каптори на донори, значи на луѓе кои што се во предклиничка смрт, па ќе дојдат во стадиум на клиничка смрт. Тоа се прават редовни анализи. Значи, медицинските тимови треба да бидат подготвени. Имавме тимови кои што се подготвуваа да ги следат редовно пациентите и да дадат на база на неделни извештаи колку сме имале потенцијални донори, до која фаза дошле, да се пишуваат рапорти, да се пишуваат извештаи. И пред Евротрансплант имавме, знаете и вие добро, дека имаме соработка со South Eastern European Health Network и Хрватска како најблиска земја која што била дел од Југославија, а која што стана лидер во Европа. Абсолютно. Ние ја земавме да учиме од хрватската школа. Таму го имаме нашиот доктор Ивановски кој што работи во Риека. Го имаме професор Жупан кој што доаѓаше тука, беше во Риека. Доктор Маја Мојсова, доктор Срцева, колку што јас беа на обука во Загреб. Хируршки тимови имавме на обука во Загреб кај што вежба трансплантација. Докторката беше во Кембридж упатена од министерството. Значи се градеше еден систем на кој што му треба континуитет. Не можеме да кажеме ние почнуваме сега нов систем ќе правиме. Ние сме имале систем, сме направиле трансплантации. Првата трансплантација направена од хрватски професор, сега не ми текнува името, значи од Риека е професор. Мајка се сетија ми застана ради камерите мозокот. Значи направена со професор Влашки на клиника за урологија. Од тогаш цело време имаме тргни, застани. 30 години. Нов систем па ќе застане. Па нов систем па ќе застане и сега некои бомбастични најави во приватните ќе го најдеме решението. Ќе дојдеме и до тоа. Ете го, поставете го прашањето, па да дојде. Доктор Зафировиќ, вие сте единствениот лиценциран лекар, односно имате субспециализација на Кембридж, пратена бевте од Министерството за здравство, поранешниот министар Тодоров, така? Значи не бев пратена од Министерството го ја спонзорираше програмата. Вие си најдовте? Тоа беше, не си најдов, туку аплицирав на отворена програма за фелоушип во Велика Британија и изборот се направи од лекари кои што дојдоа таму. Така да не беше стандард избран од Министерство и пратен од Министерство, тоа да го сакам да го потенцирам и да го спремаше еден центар во тој период, во тој контекст ве прашувам, бидејќи се спремаше еден центар во 8 септември, центарот што не заживеа за извореност. Што не заживеа и за тој ќе кажеме. Сакам да ве прашам како се чувствувате кога знаете дека сте специализирале за нешто, а не го работите тоа, работите како абдоменален хирург, што сепак си е ваша професија, нели? Не можете да го примените тоа за што сте специализирале. Видете вака, прво, значи абдоменалната хирургија е моја прва љубов и јас сум исклучително среќна што ја работам. Трансплантацијата како медицина и како хирургија, значи е само дополнување на тоа што претходно јас знаење веќе го стегнав овде. Така да тоа е нешто плюс за кое што јас се надоградив, меѓутоа никако не ме фрустрира. Не ме фрустрира, ниту пак ме карактеризира како лично, значи не се гледам јас себе си само во тој контекст. Така да
Да ви одговорам на прашањето, јас сум исклучително среќна што работам таа работа за која што нели поминав толку години учење тука. А се остручувавте за посебен вид, за одреден вид трансплантација или? Значи јас сум обучена за кадаверична трансплантација, што вклучува значи експлантација на сите абдоминални органи. И морам да кажам дека тоа е 2-годишна програма од која што во последната година бев лидер на тимот за експлантација на цела Источна Англија. И исто така нели за трансплантација на бубрези, а бе вклучена во работите со трансплантација на црн дроб, трансплантација на панкреас и бубрези кои што најчесто идат симултано и како и на мултивисцералните трансплантации кои што во Аденбург се релативно ретки, значи 10 до 12 годишно се прават. И сега би сакала ништо се надоврзам за трансплантацијата во Македонија. Значи јас се слагам со тоа што го викаа колегите, прво дека треба и да има континуитет, а второ дека прв чекор за тоа да се направи донорството, односно да се соберат донори. Нели не може да развиваме кадаверична трансплантација ако не постојат донори. Меѓутоа за сето тоа да заживее и да може да функционира, потребна е една многу едноставна работа, тоа е транспарентност. Значи јас не можам никаде да најдам податоци да речеме на интернет колку годишно се прават трансплантации во Македонија, кои се критериумите за да некој биде ставен на листата за чекање за трансплантација и каде идат органите од кадаверите. Ова излегува дека одиме од човек на човек, па го прашуваме дали вие ќе ги донирате тие луѓе што се значи членот од вашето семејство. Тие луѓе што се вмешани значи во процесот на трансплантација кој што моментално се одвива, учени, мешани, јас се извинувам, да, криминал. Јас се извинувам. Значи тие што се вклучени во процесот ги знаат каналите и тоа како оди. Меѓутоа еве јас ако сакам некој пациент да го препорачам да речеме за трансплантација на црн дроб. Јас не знам како тоа да го проследам, треба да го проследам на клиниката за гастроентерохепатологија и од таму колегите да го спостават некој контакт или како тоа оди. Значи постои комисија која што го министерството одлучува за тоа, меѓутоа тоа не е транспарентно како тоа се, значи како се прави. И не можеме ние да бараме од луѓето да ни веруваат и да ни ги доверуваат своите органи, ако они немаат отчет што се дешава со нивните органи. Така да прво треба значи да се врати тоа што го спомна колешката довербата во македонското здравство и во тоа дека идејата на трансплантација не е да се земат органи за некоја врска или за некој свој, туку е да се подари значи шанса за нов живот на одредени луѓе кои што имаат многу сериозни медицински проблеми како што видовме од прилогот. А ваквите пациенти кои што се толку благодарни со нов живот се секојдневна приказна во еден центар за трансплантација. Добро, го спомнавме тој центар кој што го подготвуваше претходната влада, тоа некако не помина, беше миниран. Доктор Мојсова се сеќавам, тогаш имаше голем отпор и од опозицијата, ама и од лекарите од хирургија. Зошто се случи тоа? Дали сметате дека на нас не ни е потребен посебен центар за трансплантација? Не знам дали е потребен. Искрено да ви кажам, во оваа фаза не можам да ви кажам дали е потребен. Значи практично трансплантацијата не зависи од зградата, како да ви кажам. Значи нас во моментов центар некаков нема да ни го подобри процентот на трансплантација. Ме сваќате? Нас друго ни треба во моментов. Да, можеби ќе се створи момент кога ќе треба такво нешто, затоа што видите вака, ако е тој, еве ти ми простор. Колешката може да работи експлантација така. Колешката, колку експлантации ќе имаме, да речем имаме починат донор, колку нека бидат 5 во годината. Колешката останатите денови, што ќе работи? Она си абдоминален хирург. Значи, таков центар не можеше да не спои сите некои што имаме покрај оваа работа и друга работа. Може со текот на годините ќе се искристализира. Може би со текот на работата која што ќе работиме ќе се искристализира тој и точно некој од нас ќе се одреди дека точно само тоа ќе го работам, а ние толку многу ќе имаме работа со трансплантација што стварно ќе биде тоа само единствената можеби нејзина нели определба. Затоа сметам дека во моментов не гледам причина. Експертизата и знаењето ја прават трансплантациите. Значи и каде што бев, кога бев во Загреб на едукација баш за болнички координатори, значи за препознавање на донори, за одржување на донори, и школа во Барселона која што стварно беше една од школите во кои што стварно те снимаат и гледаат што ти како правиш, како се обраќаш на фамилија, кој е тој начин кога ти треба да го сработиш тоа. Значи, трансплантацијата на црн дроб се одвиваше во Меркур болницата, која што, искрено да ви кажам, не е ништо импозантно. Значи, не можам да кажам дека тоа нешто нас, еве, центар ќе отвориме и супер, сега што ќе правиме? Значи, пред да ги исполниме сите овие работи што ги кажавме, пред да ги исполниме, треба, да, точно транспарентност. Во однос на, морам да ја кажам на колешката, Комисијата за трансплантација при Министерството за здравство
не располага со такви. Комисијата за трансплантација е само советодавно дело на министерот. Значи, таа не се занимава со пациенти. Нема во закон. Да, ја нема точно. И е сега, да, ама може да ви кажам што е во суштина комисијата за трансплантација. Состав. Значи, состав од луѓе, не е битно кои што имаат некаков удел во трансплантацијата или имаат некаква визија за трансплантацијата. Во суштина што све комисијата успеа да открие. Значи, постои некој систем електронско здравство кој што работеле во претходниот период. Значи, со претходната министер. Значи, не е битно. Не збориме за влади, збориме за национални стратегии, ме сваќате. Ама таква ја нема. Ете така. Не, момент сам. Значи, постои некој информатички систем, како сличен на мој термин, во кој што може да се внесат пациентите, тоа вие што викате, да бидат внесени во листа некаква. Требаше да се доработи нормално, рачунајте дека тоа не е лесна работа. Е започнато нешто, ние успеавме само да скенираме, да видиме што уште какви податоци треба да се додадат во тие листи, за да бидат комплетни. Таа транспарентност во смисла на тие листи не треба да се транспарентни. Мислам, значи тие листи треба да се транспарентни, не треба да даваат идентификација на реципиентот и на донорот, меѓутоа критериумите на листата мора да се транспарентни. Значи во законот имате член кој што вели вака: трансплантацијата на од кадаверични органи, односно органот, да речеме, се дава на реципиентот, односно примателот, според возраста и имунолошкиот статус. И толку. И тоа никако не е доволно. Значи, вие за да дадете орган од кадавер на некој реципиент, има повеќе услови кои што можете да ги исполните. Значи, не е само возраста битна. Точно е дека нема да дадете 70 годишен бубрек на 20 годишен пациент, или барем дека ќе го предупредите дека тој бубрек е 70 годишен. Меѓутоа, има тука и низ за други работи. Колку е тој пациент на листата за чекање? Не е исто дека е 2 дена или е 5 години. Така, тоа носи поени. Имунолошкиот статус, значи, халатипизацијата, кои алели се значи се совпаѓаат, кои не се совпаѓаат. Исто така и тоа има значење, затоа што тоа влијае на успешноста на трансплантацијата, односно колку ќе трае органот. Затоа што зборуваме за евротрансплант. Значи евротрансплант ќе бара неколку работи. Една од тие работи е јасните законски рамки. Прво прашање што ќе ви постави било кој од надвор е каков е легалниот статус на трансплантацијата во Македонија. А втората работа е дека тие ќе бараат, значи, отчет за органите. Колку ви траат кај вас органите од живи донори, да речеме. И ќе ви речат, на 5 години треба да имате 90% преживување на органот. Не правиме муабет за преживување на пациент, правиме муабет за преживување на орган. На 10 години треба да имате 70% преживување на орган. Инаку трансплантацијата не се исплати, затоа што вие земате здрав орган од здрав човек и за да го дадете негде да живее година или две, рачунаат дека тоа не се исплати. Така на сите тие работи треба да се внимава и треба да се пази и сето тоа мора да биде јасно. Таа комисија што ја спомнавте, треба јас да отворам на интернет и да најдам дека таа постои, треба да знам кои се членови. Еве отворете невротрансплант. Значи све е јасно напишано. Толку трансплантации на бубреци, толку успешни, морталитет, морбидитет. Комисија за тоа, членови се тие. Значи тоа сето мора да биде јасно, за да не биде баук на тешко е тоа да се направи. Искрено не знам. Пак ќе кажам, таа комисија не е таква комисија како што вие кажувате. Да, меѓутоа треба јас да знам. Да ми стои мене на етичка комисија. Има комисија која е советодавно тело на советодавно тело на министерот. Да, не е таа внатрешна комисија, таа не е за трансплантација. Меѓутоа тоа не е дело. По закон постои национална дека постои комисија. Каква е комисија? По закон треба да има национален координатор, кој што го немаме последниот период. Сме без национален координатор. И претходно рачунајте го периодот. Претходно имавме и крахови. Значи, треба да имаме национален координатор кој што ќе направи транспарентноста која што бара да тоа е телото кој што е транспарентно. Ова комисијата што зборите не, националниот координатор и тоа што работи, тоа е транспарентноста. Чекайте сега да ви поставам едно прашање. Значи, ако имаме пациент кој што треба да трансплантира црн дроб кој што во моментов го нема во Македонија, еве како што професорката имала пациентка за трансплантација на бел дроб, која донесува одлуката да тој пациент се прати во странство? Сточниот колегиум го препреќа во странство и комисиите од фондот ги мислам дека треба три клиники да подпишат нешто така. И постигната прво. Значи за ова клиниката каде што се лекува. Значи тоа е работата на националниот координатор, кој што го немаме. Што го нема, затоа викаме тоа е тоа дело. Ние викаме ќе дојде евротрансплант, а ние немаме национален координатор, ќе влеземе во евротрансплант. Па они ќе не прашаат колку кадаверични правите, а ние немаме координатор. Па видите, првото нешто што ќе ве прашаат евротрансплант е како вие значи ги одбирате донорите. Значи кој ви е вас на терен? Така. Дали имате оспосен кадар кој што е на терен? Значи има подзаконски акти.
подзаконски акти има. Националниот координатор треба да ги следи подзаконските акти. Има подзаконски акти. Националниот координатор треба да има официјално биро, официјална канцеларија која што ќе биде со сите трансплантации кои што се планирани, кои што се планираат или кои што се во тек, сите луѓе кои што се запишани на листата, бидејќи кога ќе ги запишете на листата на чекање, вие знаете, тоа е одржавање. Јас сум работел, сега да не речеме сите сме работеле, во Франција листата на одржавање е специјален процес на одржавање, бидејќи пациентите вие ги следите, како што кажа професорката, значи го следите 2 години, тој може да влоши, може да биде да има други дополнителни коморбидитети, кои што вие пациентот може да влезе и да излезе од листата, да ви била контакт директно во Виена, така, тука немаше на кого да се обратите. Добро, ама за Плутја секогаш така, за Плутја, за бели дробови тоа е. И Загреб се обраќа во Виена. Да. Кај што има најдобра трансплантација. Лекарот се обраќа директно таму. Не, преку системот. Многу е лесно преку систем и тоа е. Да, и влегува на листа на Евротрансплант. И она што можам да кажам за Хрватска имаат повеќе од 30 пациенти со трансплантација на белни дробови. Има тим кој е обучен во Виена за посттрансплантационо следење на пациентите. Тоа е другиот момент. Тоа е друг момент кој е многу битен. Значи, они може би во Виена го обавуваат оној оперативниот дел, меѓутоа потоа пациентот се следи од обучен тим во Хрватска. Оно што јас не сум никогаш била инволвирана во сите овие државни програми или активности во врска со трансплантацијата. Меѓутоа, оно што сакам да кажам во врска со белодробната трансплантација, дека развојот на програмата за трансплантација е долготраен процес. Виена понудува одредени така наречени твининг програми. Значи, соработка со одредена друга земја, како тоа е процес кој може би трае 3 и 4 години. Првиот успешен проект им е со Чешка, значи кој почнал 94-та, прв пат професорот доаѓа во Виена, значи се обучуваат сите, не е само хирургот, тука е битен оној што е од донорските болници, што треба да го извади органот. Тука се битни анестезиолози, битни се интернистите, битен е психолог, физиотерапевт, сестра, значи секој од тој тим за трансплантација се обучува и после 3 години они кажуваат овој центар е спремен самостојно да работи трансплантација. Истото го направиле и со Естонија, која 2003 почнува, мислам дури 2008 станува самостален центар. Истото е со Будимпешта, со Маđarска, они тука сите, значи целиот тој кадар се обучува таму. Секако законската легислатива е многу битна, јас тука не навлегувам, меѓутоа е многу битна. За одредена, конкретно јас за белодробна трансплантација, знам за друго, постојат во Евротрансплант, тоа е lung allocation score, значи скор по кој се одредува приоритетот на пациентот во таа листа на за трансплантација и секаде, да, и за сите органи е веројатно така. Јас би сакала да одат, имаме фотографии од пациенти кои што се трансплантирани. Да, сакав тоа вака да го, како нешто што, бидејќи белодробната трансплантација кај нас се смета како нешто невозможно. Фантастика. 2000, значи минатата година во јули месец, тимот од Виена, сакајќи да покаже колку е нивниот живот квалитетен, колку е нивната кондиција добра. Значи, се искачуваат на врвот на Африка, на Климанџаро, 10 пациенти со трансплантирани бели дробови, значи од 23 до 62 годишна возраст. И тоа е, значи... Може да одиме на следната фотографија? Да, професорот со околу 10 пациенти и целиот оној негов тим. Значи, колку е таа нивна желба, нивна да покажат како водат нов живот, нормален. Ова е доле професор Клепетко и горе се тие 10 пациенти, меѓу кој еден е и со хепатална и со белодробна трансплантација. Така да... Ние ги губиме така.
To je nešto što je, vi ste bile u Angliji, belodrobna transplantacija je nešto što to se da. Ova jedna ta je od Srbija, Sanja, ta je mnogo aktivna u Srbiji, znači ona što veće, ja sam tamo televizijska zvezda, znači mnogo raboti na potiknuvanje na donorstvo to i sekoja godina na denot na nezinata transplantacija, ona se kačuva na planinata во нејзиното родно место и со неа уште околу 100, мислам, нејзини поддржувачи кои ги подпишуваат тие картици за донорство. Во интерес на времето, спомнавме, секоја влада си носи различни одлуки. Имаше еден план претходно, сега има, министерот излезе со еден друг план, доделени се лиценци на 3 месечини приватни болници, кои што ќе можат да вршат трансплантација. Конкурс за лиценција. Конкурс, не знам јас дали Претпоставувам дека е конкурс, бидејќи тој процес, нели, тоа би било некако една инстанца, прво да се види дали може, претпоставувам тука да се прави, да се заштедат и средства, па потоа да се праќаат во странство. Што мислите, може ли да се прави во приватните болници? Можеме ли да имаме контрола? Видите, контролата е секогаш Министерство за здравство. Како што кажав, јас колку што знам, законите важат за сите нас исто. Дури и тие закони важат и за приватните болници. Контрола треба да има за сега, камоли за трансплантација, затоа што практично... Не, ова е многу осетлива проблематика, пред малку ми кажавте, пред да влеземе дека тие не пријавуваат клиничка смрт за така да разграничиме, не се работи за клиничка, значи мозочна смрт, има разлика, да не се збунат гледачите, затоа што... Лаички? Да, добро, не, смрт во суштина е смрт, без разлика колку е тоа, нели, вака, абстрактно да се свати како би можело после тоа органите да бидат живи, нели, после смртта, ама тоа е сосема една друга наука. Така, во суштина она што се случува во светот и многу поразвиени земји е проблемот на орган трафикинг, односно на тој, нели, како да го кажам, злоупотреба на органи. Не сме луѓето во суштина се склони кога сакаат, кога е борба за живот, наоѓаат начини за да дојдат до орган. Значи, нели, постојат Индии, Пакистани, каде што наши граѓани биле и се трансплантирале. Се трансплантираа, некои завршија фатално, некои успеа да преживеат. Имаше секако. Така да во суштина и самото тоа, она што го гледам јас и по портали и по, не знам, некои списанија во кои што објавуваат од типот бараме орган за тој е исто орган трафикинг. Ако зборам за органи каде што може да биде орган, нели, living донор, односно од жив донор, тоа веќе може да се открие дали може живиот донор да даде, а за се друго е практично спорно во однос на орган трафикинг. Значи, тоа се спорни моменти и тие треба да бидат многу добро канализирани. Затоа што секој може да се јави да јас ќе ви дадам орган, за сума некоја ние не го знаеме тоа, нели. Не зборам кај нас, тие ќе се отидат можеби во странство да се трансплантираат, ме сваќате. Ама и во странство... Добро, имавме случај во соседно Косово пред 10 години, каде што беа инволвирани луѓе од Министерството за здравство, уролози, нели, ги фатија цел тим. Така да, во моментов... Во приватна болница си. Значи, постои една Истанбулска декларација која што е подпишана од повеќе поголемиот број на европски земји. Таа се... Македонија, извини, јас ја барав, Србијот ми го дадоа да го... Не, само со вашето здружение. Значи, официјални институции го немаат подпишано. Професор Ивановски има подпишано со здружение. Клиника за нефрологија. Ама здружение. Па не е тоа на институционално ниво. Здружение и е, нели, специјалистички момент. Значи, зборам на институционално ниво, не стоиме воопшто во графата. Таа Истанбулска конвенција, декларација мораме да ја подпишеме. Таа се ревидира во моментов. На 1 јули мислам дека има конгрес во Мадрид, во кој што, нели, трансплантацијски конгрес, на кој што ќе биде подписот на таа нова декларација и сметам дека тоа ни е многу битно да влеземе и да ја подпишеме. Со тоа на тој начин дека ќе подпишеме дека ќе имаме контрола на нешто. Контрола мора да има. Значи, толку е специфична работата што контрола мора. Добро, зашто сега одеднаш приватните не можеме во државното здравство да правиме или се дава еднаква можност на сите? Прво, ја би сакал да кажам дека со декларација ние подпишуваме декларација, не значи контрола. Да сме на чисто. Второ, никогаш не се случило од досега, од досегашната работа, министерство, директно ни еден министер не подпишал, трансплантирајте го овој пар, јас сум согласен. Бидејќи тој никогаш министерот не става подпис, бидејќи тој нема да биде министер по некое време, се плашат од реперкусии. Тоа било пример со НЕДЖИПИ, со сите министри од
од Перко Колевски наваму, да не ги набројам. Така да Министерството дека ќе прави контрола, и у тоа не верувам. Контрола по закон треба да прави националниот координатор. Секоја трансплантација, транспарентноста доаѓа од телото национален координатор и у закон имаме заменик национален координатор. Ние сега имаме оглас, после некои интервенции, оглас за национален координатор. Сега, второ, би сакал да ви кажам дека идејата за вклучување на приватните веројатно доаѓа од тоа што имаме потреба од инфраструктура, односно немаме инфраструктура која што болница со инфраструктура која што би можела да го поддржи процесот на трансплантација. Што сакам да кажам? Клиничкиот центар е со стари згради која што инфраструктурно треба да се реновираат, треба да се обноват и тешко го поддржуваат тој процес. Од тука доаѓаше идејата да инфраструктурата веројатно се префрли во ходниците на војна болница, поточно на ходникот каде што беше поранешната Филип II, сега со друг бренд. Просторот на Филип II со друг бренд, што значи дека ние имаме потенцијал да сето ова го направиме во држава. Мојот апел би бил да приватните, доколку сакаат да работат во државните институции, во тој случај, под контрола на националниот координатор, би можело да профункционира некаква трансплантација во која што би биле вклучени ПЗУ-ата. Но, секое вклучување на приватна здравствена институција во процесот на трансплантација, од кадавер, а посебно од living donor трансплантација, не внесува во еден голем ризик, кој што ризик, доколку не е контролиран од тело, како националниот координатор, значи, Министерството добива информации, му реферира националниот координатор. Бирото, канцеларијата на националниот координатор треба да му реферира на министерот колку трансплантации се направени, какви се подготовките, колку сме имали експлантации и така натаму. Кога збориме за експлантација, колешката спомна за експлантации. Ние направивме кадаверични трансплантации, така? Но направивме на бубрези. Евротрансплант ќе не праша сега кој ќе дојде, што направивте со другите органи? Имате ли договор, документ дека семејството не ги дало другите органи? Нема. Затоа што тоа е трушење на органи. Така да тоа ќе ни го постави Евротрансплант. Националниот координатор ја следела и целокупната процедура, веројатно е следена. Јас сум убеден дека е следена. Но ние покрај инфраструктурните капацитети, покрај издигнување на свеста за органодарителство, покрај колешката што спомна транспарентност, покрај инфраструктурата, ние имаме и кадровски дефицит. Нас ни требаат луѓе кои што ќе бидат вклучени во тој тим на трансплантација. Значи не се само хирурзите, тука се анестезиолозите. Сите анестезиолози од земјата, од Универзитетска клиничка болница Тетово, од Универзитетска клиничка болница Штип, треба да се навежбани, да бидат спремни да мислат за потенцијален донор на органи. Сите хирурзи кои што се во универзитетски болници Тетово, Скопје, Штип, треба да бидат спремни, повеќе да ги имаме обучени како колешката кои што ќе ги експлантираат органи. Не баш. Добро, не сите, но треба да имаме. Од тоа немаме ништо. Значи треба да имаме мрежа на болници кои што ќе бидат спремни, барем тие што се декларативно треба да бидат спремни. Потоа треба да имаме тимови кои што ќе ја водат листата за чекање. Транспарентноста на листата за чекање треба да ја координира националниот координатор, но таа листа за чекање треба да се одржува. Мора да се апдейтира. Нон-стоп се апдейтира, секој месец. Добро, одиме со реклами, се враќаме повторно во студиото. Се враќаме повторно во студиото, говориме за трансплантација на органи и услови кои што ги имаме во државата. Говоревме пред малку и за довербата, да се врати довербата во здравствениот систем, но како да се врати довербата кога еден период беа прекинати сите трансплантации од претходниот министер? Дали на вистина беше реално, немавме услови и дали на вистина имавме толку инфекции и толков голем процент на смртност? Некаде се спомнуваше 15% смртност на трансплантации на бубрези. Не, немаше 15%. Видете да ви кажам, јас не можам да треба некој друг да води статистика. Јас ги немам. Довербата, сигурно и кај граѓаните. Статистиките не можам да ги кажам затоа што практично ги немаме. Во Македонија многу малце имаме статистика за нешто, нели? Статистиките обично. Видите дека таа статистика кажуват, постоела во министерството. Значи пака. Не знам, вие сте упатени во тоа? Постои, значи не, еве само да докажам, па еве нека Игор го докаже. Постои, значи смртност, морталитет, интраоперативен, периоперативен, во рок од 6 месеци до година дена. Значи не можеме ние таа смртност да ја собереме. Не говориме за време на самата интервенција. Значи сме имале нели престана трансплантациите не сме имале, период од значи министерството. еден смртен случај сме имале за сите тие
не знам колку беа по бројка. Дали тоа вештачки се направи? Зошто беа стопирани еден период? Јас колку што знам, се формира една комисија која што направи детална анализа на целиот процес на трансплантација и на преживувањето како на донорите, така на примателите, така и на органите, како што спомна колешката, но тој извештај јас не сум го видел во Раци, извесен период бев во Франција, така да не знам детали за извештај. Никој не го видел, се вели дека веројатно е во министерството. Министер, екс-министер веројатно е во министерството и доколку се распрашате, веројатно таму по архивски број би требало да го најдат. Јас тој извештај нити сум го видел. Тој треба да е транспарентен, сите да го знаат. Мислам дека министерот јавно не го ни објави тогаш кога. Не го објави, излезе со изјава дека има голема смртност. Веројатно имал идеја зошто не го објавил, но сега доколку направите истражувачко новинарство би требало да го овако. Видите, мора да има извештај за тоа. Мора да има извештај, мора министерството или националниот координатор, значи, мора да има извештај. Значи, дали бидат квартални, мора да има извештај. Каков е процентот, што е процентот компликации, хируршки компликации, анестезиолошки компликации, постоперативни компликации. Веројатно се следи пациентот и след тоа. Секакви извештаи треба да се собираат во врска со процесот на трансплантација, заради тоа што врз основа на тие извештаи ние можеме да преземеме мерки за подобрување. Точно. А не одеднаш се да застане. А не одеднаш се да застане и сега да речеме, сега ние ќе измислиме нова топла вода, доаѓа Евротрансплант, приватно. Тоа е начин на подобрување, или се подобруваме така. Тоа е она што го зборувам дека треба да има континуитет. Без континуитет систем не се. Континуитет, самокритичност и желба за напредок. Значи мораме да работиме сами на себе. Верувајте ми дека желбата за напредок не може да ја стимулираме кога имате вие медицински персонал, сестра за која што работи за 200 и 300 денари дежурство и да сакате да таа цела ноќ биде на нога и да биде смејана и да ги одржува пациентите и да биде мотивирана да направи нешто повеќе да даде вистинска информација. Значи тој биде екстра работа. Семејството ако треба. Имате медицински болничкиот координатор го но имате медицински персонал на кој што сте му ветиле одредена сума и ја нема да. Докторката ја праќате со стипендија, ја нема стипендијата, така да треба значи да се одржи сето тоа што се ветило да се каже и да се реализира за да тимот профункционира. Посебно ја пак целата надеж ми е на националниот координатор, бидејќи ако сакаме системот да го развиеме, националниот координатор треба да ги земе уздите во раце, кој да биде институција. Кој да биде институција, и споредете го со Хрватска. Доктор Маја знае, во Хрватска се сменија владите, националниот координатор. И вие ја знаете, беше пред 5 години и сега е истата, така? Така. Вие бевте наводно најавуваа дека сте можен кандидат за национален координатор. Предпоставувам дека сте аплицирале. Да, сум аплицирала. Тоа е тешка, напорна работа, вану сте и координатор. Видете, веројатно со текот на времето, не можам да зборувам сега, пошто ни конкурсот не е завршен. Значи, се уште имат луѓе право да си конкурираат. Не очекувам да кажете. Да, не знам, тоа е одлука на влада, под препорака на министерство. Но немаме конкурс за заменик национален координатор. Немаме, да, не го видов. Веројатно ќе а го има во закон. Остана недокажано со приватните, како би се регулирало со лицето странство? Можеме ли да правиме, може ли да се прават трансплантации на лица од странство? Од кај знаеме дали се роднини или не се роднини? Зборуваме за жив донор. За жив донор. Ама видете за лицето од странство. Тие може да кажат дека се братучеви, дека се не знам што. Мора да подложат на нашите закони, има етичка комисија. Постои етичка комисија. Постои етичка комисија за тоа, кој што треба да ги открие. Ја не сум свесен за каде постои етичка комисија. Значи етичка комисија во моментот не постои. Имаше во лекарска комора етичка комисија, веќе не постои. И етичка комисија на друго место е, јас не сум свесен дека знае, така да доколку тоа не се регулира и доколку не влезе во уздите на националниот координатор, ние влегуваме во голем ризик. Ризикот еднаш го кажав. Етичката комисија мора да биде независна од националниот координатор. Тоа баш кај националниот координатор да го има мислењето на етичката комисија да се согласи и да дозволи да се направи трансплантација. Инаку влегуваме во простор, да, од странство, било кое странство, ни дојдат луѓе кои што викаат ние сме роднини, еве нотарска потврда од ми е братуче. Хирургот наш ќе рече, па јас сум хирург, ја хируршкиот дел си го правам, ќе си направам трансплантација. Ја не сум судија, да гледам дали судски преведено на македонски суд. Се уреду, добро. Втора опција што доаѓа можност да дојдат луѓе да тука се женат или се мажат, стапуваат, склучуваат брачни односи. По закон, брачните односи со брачниот партнер може да биде легален донор, по закон. Значи доаѓа од странство некој X господин, стапува во брак со X господја од локалните, од нашите простори, и по известно време господјата решава да него му донира бубрек. Сите сме чисти. Сите сме чисти. И приватната болница, и етичката комисија,
и националниот координатор, доколку не е со одредена свест, се е чисто, а имаме можност за злоупотреба, да е семејно насилство, да е некакво вид на насилство, да е жената подзакана или да биде платен, кеш. Така да, голем ризик е етичките комисии, например, само да ти кажам, етичките комисии не се занимаваат само со документација. Ти на етичка... Ама нема етичка комисија. Добро, зборам кога има. Кога би имал. Имаше една етичка комисија во која што јас бев и која одлучувавме за еден случај. Значи, таа комисија сега не постои, што беше од претходното, не знам сега више. Сега одиме да. 11 месеци се поминати од претходното до сегашното. Просто не, од Дарбен Таравари зборам, значи зборам од не е битно, ајде да не навлегуваме во тоа. Етичката комисија е обавезна. Знаете како функционираат етички комисии? Добро се земавте. А кога се запознавте? Колку време се знаевте, а кај ви беше првиот бакнеш? Слики, дајте ми слики. Од првиот одмор што сте биле. Значи, со тоа се занимава етичката комисија. Не е само папирот. Папирот е легален документ, точно. Ја и ти можеме да се земеме. Да, немаме етичката комисија, кој ќе се занимава? Етичката комисија и тоа работата. Значи, како да кажам, инвестигаторски треба да се настапи, затоа што и Турција има living donor, доста распространета. Не влеземе во зона на самракот. Да. Така да тоа мора да биде многу контролирано. Значи тоа мора да биде стварно луѓе и со една декларација не се контролира. Тоа ќе подпишеме декларација. Честито вие што ги спомнавте можности за злоупотребување, значи може да се извршат и во државните болници. Точно. Значи никаде не пишува дека некој нема државна болница да земе подкуп за трансплантација на бубрек. Да, нити пак дека некој ќе дојде со истата право. За странските државјани значи се уште не е влезено, значи во овој закон што е активен. Сега има законот што излезе 2016 за центарот за изворедност, кој што јас колку што знаме повлечен, таму стои дел кај што странски државјанин може да дојде да се трансплантира во Македонија и уште и стои дека хирургот ќе земе толку проценти. Но имаше едно писмо, ако добро се сеќавам, од една меѓународна организација каде што тоа од Светската организација за трансплантација, професорот Делмонико и Мирела Бушич. Уште на претходниот министер му препорача нели да дека во условите во кои што сме обкружени моментално, дека има услови за трансплантација во приватни болници. Не, услови има веројатно, но контролата на процесот е дискутабилен. Така пише. Тоа контролата на процесот е дискутабилен во државните, значи установи. Се враќаме на истото, треба да постои контрола. Јас не се согласувам дека е истиот процес дискутабилен во државните и во приватните. Заради тоа што споредете ги гинеколошките случаи. Во приватните болници 90% од жените се пораѓаат со царски рез, на државна не е. Меѓутоа тоа е сосема друга проблематика. Значи правиме муавет не дека луѓето кои што ќе работат во приватните болници дека ќе носат одлука за тоа кој ќе биде трансплантиран. Правиме муавет. Националниот координатор носи. Значи правиме муавет приватната болница да биде сервис, да речам, еден вид на Македонското министерство за здравство, со тоа што веќе пациент, значи со согласност за трансплантација, наместо да го праќаме да трансплантира црн дроб во Турција, значи го праќаме да се трансплантира, да речем, во една од приватните болници, и тоа нас ќе не кошта поевтино, затоа што наместо нашиот пациент да оди тамо и да плаќа болнички денови во приватната болница, ќе дојде тимот во приватната болница ќе ја изврши трансплантацијата. Да, значи правиме муабет за таков вид на трансплантација во приватни болници, јас колку што ја разбирам. Значи зборот е дека се треба да биде добро контролирано. Точно. Значи јас не зборувам за случаите кои што се чисти. Зборувам за ризикот да влеземе во темна зона. Точно, и тоа е тоа постои на нефрологија сме скоро месечно под притисок на чудни роднини. Сега тоа е другата работа, значи исто во законот е точно јасно, да, меѓутоа во законот точно јасно стои кој може да донира. Приватните не се спроведува, затоа што нема закон. Кога ќе има закон, во приватните ќе се спроведува, а кај нас, кога се чудни роднините, ама и тие не може и да се спроведе, тие пак мора да поминат низ етичка комисија. И тие подложат низ етичка. Значи одлуката нема да се во моментов нема етичка комисија. Сега во моментов збориме сега, може утре ќе има етичка комисија, може утре ќе има национален, значи не смееме така, значи одиме во правец да се развива тоа или да се етаблира некаков систем. Одиме во правец. Етичката комисија нема во закон. Во законот имаш национален координатор и значи етичка комисија мора да има. Значи националниот координатор ќе мора да оформи неколку тела и да даде препорака за формирање на други тела. Да надеваме дека како што тоа функционира секаде. Координатор како тело ќе функционира добро. Предходното имаше и лапсузи, ако се и да свати дека е стварно независен, дека тој на ниво на министер, дека му реферира директно на премиерот. Дека не е тоа политичка на влада, на премиерот. Епа влада, премиерот е влада. Функција, туку дека е стручна функција. Значи тоа е најголемата разлика. Агенцијата за биомедицина. Добре, е политичка одлука, но не е политичка функција. Точно и тоа
тоа треба да биде исто под знак прашање, зошто да биде политичка одлука? Не, затоа што зошто да биде националниот координатор политичка одлука. Значи националниот координатор не е политичка одлука, стручна одлука, но реферира на владата. Значи ве молам. Пишува ја избира владата на Република Македонија. Да, на крај владата, така пишува. Пишува избира владата на Република Македонија. Зошто владата избира координатор? Не ми е јасно. Па кој би го избрал? Значи кој од владата треба да Во Англија кој? Не, министерство го распишува. Стручњаците помеѓу себе, значи они имаат тела кои што функционираат, имаат голем број на хирурзи, значи кои што се бават со тоа, на анестезиолози, на сите, и они имаат координативни тела на кои што се избира председател со гласање. Во Франција ажент на биомедицин не е доктор. Е администратор, организатор кој што ги контролира сите процеси на целиот едуциран. Да, но не е тоа е хирург. клучното, треба да биде едуциран. Значи не мора да се хирург. Не е едуциран, имаме проблем. Има нешто и хирурзи што работи. Добро, јас сакав малку повеќе да кажеме и за во Британија и за во Франција, но веќе времето не гази. Додека светот стигна и до вештачки органи, ние се обидуваме да застанеме повторно на свој нозе. Времето ќе покаже колку сме сериозни кон своите граѓани и сериозни како држава. Јас ви благодарам на учеството во емисијата. Вас, почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете и понатаму да ги следите програмите на 24 телевизија. Пријатно!